убавно одите од месна заедница во месна заедница. Како ви е денеска печатокот? Печатокот денеска ми е одличен, можем да кажем, пошто овие урбани заедници малку поцентрални и така посредени и задоволството е вака поголемо кога помалку има за работа и кога се нудат некои малку поиновативни решенија, па покреативни и така натаки. Мислам дека денеска и во Љубаш и во Кула посетивме тоа што треба да го посетиме и доста вложивме труд и напор оваа година баш во овие две урбани заедници, така да и за наредната година ќе ги удоволиме граѓаните со уште подобра инфраструктура, поготово во делот на паркирање, во делот на урбана опрема и во делот на зелениво. Најавивте големи проекти овде, ми се чини дека тука се пазарот и паркиралишто. Да, тука некогашниот АН, кој што го служише комуналец до вчера што се вика, ќе биде катна гража за паркирање при јавното претпријатие за паркирање Кавадарци и моментално просторијата кај што е пазарот, просторот ќе се комплетно преуреди, односно ќе се руши, се направи минус 2 ката паркинг со плато за паркинг. Тоа се два капитални сериозни објекти. Во меѓувреме додека пазарот се гради, истиот пазар ќе биде преместен кај новиот суд. И кога ќе го изградиме и овој пазар, ќе имаме два пазари, така да и таа работа ќе се растарети. Мислам дека се сериозни проекти од големо значење. За наредната година спремаме така малку подебел буџет од едно 350 милиона денари нашето предвидување, со некои оперативни и финански конструкции кои што мислиме дека парите ќе ги обезбедиме од добро менаџирање и од она што очекуваме да го оствариме како приходи како општина. Имате многу убава дебата од граѓаните. Ви дали сте вие задоволени лично? Јас сум стварно задоволен од граѓаните и дебати ви се многу убави, многу скромни, многу едноставни. Значи човечки вака прва година сум градоначалник и морам да кажам дека од оваа година практикуваме една пракса. Доаѓаме во урбаните заедници, претходно они се спремаат што имаат за работа, како имаат, си дискутираме за она што е сработено, како е сработено и оставаме простор од ден-два да се сретнеме во општинската сала заедно со жителите од урбаната заедница и со раководството, да направиме записник од цела ситуација за да знаеме што сме кажале, што треба да предложиме и да дефинираме за 2019 година со потпис, со печати, со кворум, што ќе правиме. Така да не излезе, пак ќе повторам, дека некој субјективно работи или работи во некој друг интерес. Ево тука сега падната дискусија дека господинот имал бунар во дворот со голема издашност, ни утре ќе ги пуштиме комуналните служби да направат испитување колку таа вода да акумулираме да може да наводнуваме и ова парче. Не е само тоа за да заштедиме вода, него и од еколошки гледни причини и од причини за зачувување на екологијата и заштита на водата е добро да се користат такви бунарски води. Технолошката вода е од големо значење, затоа што водостојот треба да не биде стабилен, а стабилен водостој ќе имаме само доколку имаме умерено трошење на вода за санитарни и потреби домашни. Ако ги трошиме за улични потреби, нигаш нема да има доволно вода.